Богатиот што му купил еден џигер на еден сиромав. Чита Александар Станојков. Отишол еден сиромав човек на касапница да си купи еден џигер на ден поклади, ама за џигерот му сакале еден грош, а пак тој имал само 20 пари. Стоејќи пред касапницата го видел еден водул чорбаџија и го поболил да му го однесе до јагне до дома, да што е буда си, ќе му плати за досеѓето. Слушајќи касапот тие збори од чорбаџијата, му рекол: тамам, арло ти вели чорбаџијата, пријателе. Одеси му го јагнево, а пак чорбаџијата дека ти го плати џигеров чунки, ете ти дебаш да си го докупиш. На збороите од касапо, канди се и сиромајо и чорбаџијата. И му го зел јагнето во една рака, џингеров во друга, чорбаџијата напред со чибуков рака тргнал посокак за дома. Одејќи до негде, еве му настриќ еден друг чорбаџија и откоја се здравувале му рекол: кај си бил вака? На касап бев, пријателе, му одговорил чорбаџијата. И си купив едно јагне за вечер да запокладиме, а пак да сиромајов му купив еден џигер за и тој да запоклади со децата, за да рече од мене брикјатврсан. Ами лели арно сторив? Многу арно си сторил чорбаџи што си му купил џигер. Чунти Господ знае дали сомрсил од кога се родил тој сиромав. Ами не е така, бре човече, као што велам јас, му рекол да сиромајо, гледајќи во него. Слушајќи сиромајо тие збори од двајцата чорбаџи, водули, несмислени, само собрал рабедиците и ништо не одговорил. Еле, се одделија двајцата чорбаџи и до негде еве му друг чорбаџија, и него како со првиот се повалил чорбаџијата што купил јагне, му купил да сиромајо еден џигер. И пред тој чорбаџија собрал рабедиците сиромајо и не му одговорил ништо. Уште со дозида чорбаџи што беше се стретил да сите беше му се валел за џигерот што беше му го купил. Слушајќи тие збори од чорбаџијата што му се валел на свето дека му купил џигер, умирал од страм, ама беше се ватил на орото и не можел да се пушти. Еле, како би, си дошле дома при чорбаџијата и го обесил јагнето сиромајо на диреко, а пак чорбаџијата му го зел џигерот од рака на сиромајо, џоа да му го подржи, дури да го обеси сиромајо јагнето. Видоајќи го чорбаџијата со џигеров рака, му рекла: море домаќина ми, која сме јале ние џигер што си ми купил? Џигер, чкембе црева нека и јадат сиромасите, пак не е јагнење и пилиња. Ами зар за мене сум го купил, мори домаќинко џигеров? На сиромајо му го купи за вечер да си запоклади и да рече Бог да прости, е рекол. Бре, зар за него си го купил, а? Лели било така? Обеси го на дирек џигеро, му рекла. Ја нека отцепи некој суо дрво за огно да си го подвалам. Братко, оти да не отцепи, сполај Богу, рацете нема да му се изедна. Што велиш бе, пријателе, не ќе е вака како што велам јас? Иако е така, чорбаџи, така нека биди, да ви отцепаме некое дрво и толку, му рекол сиромајо со половина уста, и зел секирата, та му отцепил неколку цепаници и се прибрал да си го земи пустиот џигер. Остај, не земе го џигеро, му рекол чорбаџицата на сиромајо. Ја земи го еден час кошево со ѓубрево да го сврлиш на буниште, да после земи си го џигеро. Слушајќи го тоа нешто сиромајо, се позамислил и ватил да кара и да го сери џигеро што ќе му го даат, ама шепотејќи, да не го чујат чорбаџијата и чорбаџиката. Проклета сиромаштија, си велел сам со себе. Што си толку лоша, за еден џигер метилав пол ден измет да чинам. Виде не виде сиромајо, го кренал и кошето, да го изфрлил на буниште и враќајќи се да го земи џигеро, чорбаџицата го пречекала со две празни стомни да му и дава да ја залии со вода. Стори уште еден завмет, бре човече, да би залееш од чешмата вода,
Да ако ти дојде дека е икти за некојаш од домаќино, се ќе те поможи. Денес како ти дал джигер, утре ќе ти дај чкембе, друг ден црева, ами не е вака домаќине како што му велам на човеков. И така е, ами како, ја рекол на жената си. Сиромасите ако и ризаат богатите, никогаш мака не ќе тргат, што рекол некој човек. Ако стори братов еден измет денеска, ќе земат еден джигер, а пак утре ќе се стори на друго место и тамо ќе земи чкембе да ме колур, на треќо место црево и кога гледаш, ќе си омрси децата. Не дочекал сиромајиот да му дозборува чорбаджијато што се налутил, тикио што му дошло да тепа, та му надал. Пусто ви останало и чорбаджило коваш, и добрината ваша што ќе ми ја направите со метилајот ви джигер со смрда на некој чкембе и црева, кога ме суркледусувате половина ден за еден джигер од еден грош, а пак јас си го изгубив целиот ѓунделок. Тоа добро ми го стори као тебе чорбаджи. Тешко и горко на сиромасите ако чекаат помош како од тебе чорбаджиите. Од кога му се изназборува сиромаје на чорбаджијата, му и клоцна со нога стомните и му го остаи джигеро, и од кога му плукна во дворо, си излезе од портата надвор и си отиде при еден другар негов, си зајмел некој грош и си купил месо и друго што му ребаше и се запокладил како што рекол Господ. Богатиот останал засрамен од зборовите на сиромајиот.